Двајца лажои ортаци. Чита Александар Станојков. Двајца лажои се заортачиле за да продаваат вино. За кого парите у кого да стојат, чунки не се верувале, си рекле, море, ние арно се заортачивме, му рекол едниот на другиот. Туку ќе сете у кого ќе стоите, али у мене, али у тебе. Ни у мене, братко, ни у тебе, му рекол вториот. Туку еве како мислам јас. Ај да закопаме еден ќуп в земи и да го поклопиме со еден камен плоче стежок, да му дупниме една дупка во плочата и што пари ќе земам јас од продањето на вино, да ја пуштам внатре и така и ти ќе правиш. Закопале ќупот и му клале озгора плочата, едниот изваел еден грош и рекол, ај, нека е таа ирлија ортакламата, еве, јас ќе пуштам еден грош во грнецов, пушти една ока вино да се напиеме. Многу арно, рекол другиот. Еве, и јас ќе пуштам еден грош за сефте на грнецов и да дам јас една ока вино, па да се напиеме за крчма на нашата ортаклама и нека ни сефте тоа ирлија да би дал Господ златен, за да се повалиме и грнецов да го наполниме со пари. Море, колку за грнецото ти ќе го наполниме шубе и ок, туку требат правина да се терат. Парите што ќе иземаш ти од виното, сите треба да ја пушташ во грнецо, повторил првиот. Така зер, ако и пуштиш парите внатре, до годината може да го наполниме грнецов и да си и делиме. Да што ти веламо ти ќе добиеме. Туку саде правина треба да тераш, да гледај сеир што пари ќе добиеме, брате. Од другиот ден, како заватија да продаваат вино, и парите што иземаа да си и крадат, писи вино и кради си едниот пари, и другиот, едниот чекал на другиот да ја пушта парите в ќупот, да тој да си и пуштат во джебот. Така и другиот чекал на првиот и аз ли ќелјам, ни едниот пуштил пари во грнецо, ни другиот. Целата година двата продаваа вино и никој не пуштил пара во грнецот. Само двата гроша што и врлил првен тие си беа. Дојде годината и ќе си и делат парите што се собрале во грнецот, демек ќупот. Ја кренале плочата со еден лос и кога виделе во грнецот само два гроша што и пуштиле со прво. Море, каква работа ќе биде тоа? Му рекол едниот на другиот. Ами зашто не си пуштал парите, пријателе? Зер за вака се зортачивме ние за да и крадиш парите? Извај капат, удриме, цреп шутара прекара, демек како он така ѓон. Пријателе, зар ти си пуштал да ја не сум пуштал? Речиот и толку ни бил късметот, да еве ти го грошо што го пушти ти, еве ми го и мојот, ти ќе која гледаш ни чар ни зијан. Кој дал, кој јал, да овој чар нам не ни излезе за ирлија, туку ај да бараме некоја друга работа што да е по ирлија. Колку за тоа, арно велиш, треба да се барат некој друг чар, полесен, ама ортак не бидувам, секој сам од сега својот късмет да си работи. Си зедоа по грошот и тоа му била сета сермија што дели од сета година, си отиде секој по нов чар да барат. Пошол едниот во една корија и видел тамо на некоја дрвја мов, демек бел цвет како памбук навеснато. Еве сега ја удрив дропката, си рекол. Ќе се скапам пари земајќим, еве ми бубаќ мов наместо бубаќ. Тоарил и отишел во еден град за да го продаат, кондисал навечер на еден андалешит. А другарот, ортакот негов пак, одејќен во истиот град, видел во една корија шикли борои. Си рекол. Ја удрив дропката, еве ти шикли што ги шиклосуваат жените косата да му биде црна. Трај душа, не знај ни пари ќе добијам од нив. Чекај сега, да наполнам 2 вреќи, да ја однесам да ја продам. Наполнил вреќите и ете ти го и тој на тој ан му кондисал кај другара си. Едно се видоа и дал вика едниот.
О, добре дојде, пријателе, добре дојде, здраво живо, гледај, сполајте, господи, како било късмет, пак за брго да се видиме. Еле, што има, што нема, али доби нешто. Оти јас ја удрив дропката, сум ти товарил цел тоар бубаќ, така му рекол. Шуќур на Бога, побратиме, рекол другиот, и јас не сум подул од тебе, па јас сум ти добил еден тоар шикли, арни пари ќе спечалам со Господ напред. Од која се изнаслушаа двата кој што има, едниот копелка да му земит бубаќот, а другиот да му земи шиклите. Знаеш, пријателе, што сакам да ти речам, му рекол едниот. Ај да направиме една трампа-трумпа, демек замена. Јас да ти го дадам бубаќот, а пак ти да ми даиш шиклите, а? Што велиш, да правиме еден пазарлак? Ба, братко, ако е късмет да направиме, ама јас сакам јусте нешто да ми даиш, демек згора да му дадел. Нема ни јуст ни муст. Ако сакаш тоа за тоа, дај рака да ватиме, да збор друг не ни треба, рече Аирлија. Вториот, туку копелкат за да стори трампа, туку се препрал Ѓоан Нејќит тоа за да го трампиме. Лели, велиш, ај види му аерот бре, ама со овој збор. Со се вреќи ќе ти дам шиклите и ти со се вреќи ќе ми го даиш бубаќот. Ми така нека биди бре, види му аерот, ај да дајт Господ, колку влакна имал бубаќот, толку алтан и да добиеш. Амин, брате, да си ми жив и здрав и ти, да дајт Господ, да добиеш за секоја шикла и еден алтан. Откако се трампија, брате моје трговциве, мов за шикли и излегоа в чаршија за да ја продаат стоката. Ја кажувале мострата по дуќаните и секој што му ја видувал, му ја познал од имов и шикли борои било и му се биеле шега, а не да му ја купуваат. Ете, што велеа стари, оти со лага ага не бидува.